Скопската зоолошка изминатиот период е во центарот на вниманието на светските медиуми, особено откако се случи оној голем беби бум и се родија 30 животни. Денеска екипата на Без маска дојдена тука да се дружиме малку со Тина, пиерот на Скопската зоолошка, која што ќе не раскаже интересни работи за животните. Драго ми е што сме тука. И мене ми е драго што сте тука и ние се гледаме често и ќе се гледаме, се надевам во иднина. Ти имаше голема несреќа, ја повреди ногата. Несреќа баксус малер, како и да го наречам, тоа не е ногата, него кичмата, да, падна во шахта и од тогаш веќе 6 месеци се лекувам, се опоравувам. Затоа малку нема да можам толку многу да посветам внимание на одање на шетање. Меѓутоа ќе однесеш до сите живеалишта. Но сега каде што можеме ќе отидеме и да ви раскажам по некоја приказна. Скопската зоолошка се роди лавчиња и тоа после 20 години. Вие кажавте дека тоа е многу ретко. Дали е реткост и во светот или само кај нас? Па белите лавови воопшто веќе во природата ги нема, за жал, тие се најчесто мета на ловци на трофеи, бидејќи нели се бели и се малку поразлични од другите. Најчесто во Јужна Африка нели живеат и таму мислам дека има останато околу 13 само во природата. Можеби веќе тие ги нема, кој знае ако не се соодветно заштитени, а во зоолошките веќе и ретко да се множат. Ајде да почнеме прочетката од Baby Zoo, каде што се наоѓаат животните за најмалите, кај што ти ми кажеш дека може да се хранат. Да. Одиме тогаш натаму. Можеме таму, ајде. Добро, со целиот овој беби бум што се случи тука, вие имате и Baby Zoo. Baby Zoo. Да, овде ова е омиленото место на најмладите. Ова е единственото место во зоолошката каде што може да се хранат животните. Тука им даваме посебна храна која што ја јадат овие животни овде. Сега ќе ни даде колешката по една кесичка. Една мислам дека не е доволно, да. Фала. Јас ќе земам, ти ги храниш и онака. И да, па нормално. И овде мислам дека е дефинитивно баш онака за децата радост, бидејќи тука нели може да ги хранат животните, за разлика од останатиот дел каде што тоа е забрането. И само алпаките не смеат да се хранат, а тие се овде најомилените животни во Baby Zoo. Сега и се родија нови алпаки, така? Да, имаме едно мало бебе Дина, меѓутоа во друго живеалиште, не е овде во Baby Zoo. Сега на ова топло време, секако дека одмараат, бидејќи тие се животни кои што живеат и на Андите, во Перу, и претежно овој период име за одмарање. Добро, пробал некој да си земе зајче да си го носи дома, децата сака? Напротив, имаме многу голем проблем, бидејќи многу сакаат да ги оставаат тука и да ги напуштат зајчињата. Ние пробуваме исто така цело време да ги едуцираме луѓето дека да го чуваш како домашен миленик дома и потоа да сакаш да го оставиш во зоолошка е многу лошо за нив, бидејќи е голем стрес. Значи биле внатре во домашен простор чување, одеднаш треба да бидат надвор со други зајчиња кои што си бранат територија. Прашуваат ли барем дали може да ги остават тука животните или едноставно доаѓаат и пробаат само да го... Да, има некои кои што прашуваат, има некои кои што спремни веќе со кафе за да ги остават. Сите оние мали животни што се родија во изминатиот период. Дали конечно животните ги изнесовте и ги однесовте во нивните живеалишта или се уште се држат изолирани на страна? Вака кога, например, за некои животни кога ќе се родат млади, како во случајот на лавчињата, мора да бидат изолирани со мајката по долг период додека не дојде време за вакцинирање, бидејќи тие се вакцинираат нели како мачи или како куќа. Од кога ќе бидат извакцинирани, тогаш ќе бидат пуштени во надворешното живеалиште, нели да поминете еден карантински период со мајката додека цицаат. Повно оваа година не знам што се случи, стварно некој беби бум за кој што пишува сите светски медиуми. Пишувавме и ние Да, и македонските нормално, тоа сум благодарна што имаме најголема поддршка од сите македонски медиуми. И имаме, не знам, преку 30 бебиња се родија, ма кои 30, само денови имаме веќе не знам колку патки, гуски кои што се родија. Значи можеби 50 бебиња сме имале периодов за еден месец. Добро, а кажи ми, еве кога се раѓаат животни од типот на лавчињата или кога се раѓаат ламите, двугрбата камила, дали има некој со нив што чека да се породат или едноставно оставате како да се наоѓаат во природа? Ако сме во моментот овдека или ако чуварот, нели? Да, овде често се случува тоа. Ако се случува тоа во моментот дека се тука вработените си како дека има помош и постојано се внимава и се врши надзорот кога ќе се родат бебињата, така да за тоа нормално дека мора постојано да се контролираат, исто како кога ќе се пораѓа жена во болница.
Познато е дека животните се тие што ги пречесуваат земјотресите. Јас се сеќавам на една ситуација од пред неколку години кога буквално после земјотресот во Скопје на социјалните мрежи излегоа видеа од завивањето на животните. Како реагираат во тие ситуации? Дали е тоа многу стресно за нив? Па да, се плашат нормално како и ние што се плашиме. Да, предпоставам мислам за нас. Обично нели дома кој ќе те фати земјотрес, се вадиш од памет. Така и на нив има, меѓутоа мислам дека они пречувствуваат малку пред да започне земјотресот, не знам, вајде имаат некое шесто сетило, да. Па да, никако почнуваат да викаат повеќе како некоја вознемиреност, а еднаш се погоди па преку ден имаш еден кој што стварно тука не извади сите од памет, а тогаш јас видов дека први гулабите почнаа да летаат и тогаш уствари они го најавија земјотресот. Значи они имаа најголема интуиција. Како се справувате со животните што се вознемирани потоа? Па најчесто Со храна? Па или со храна или со убаво зборење, значи тие сакаат да слушнат нели нормално некој милозвучен глас да им зборува и тоа ги смирува. Мислам дека затоа тука вработените се секогаш со нив баш како кон свое дете се однесуваат. Особено со шимпанзата мора најмногу да е човек внимателен, бидејќи нив може да ги фати со како човек паничен напад, анксиозност, така да некој мало гушкање преку оградата со зоонегователот ги смирува. Ние сега денеска ќе го поминеме денот читајќи низ зоолошката градина, ама пред да почнеме рекуваме дека ќе идеме да пиеме кафе. Секако мора да одмориме малку. Здраво. Здраво. Ќе може 3 нескафиња и едно макијато. Може да. Фала ти. Кажи ми, дали си голема кафеџика? Сум искрено, сакам кафе, ако не сакам баш ради притисокот да пијам толку многу, меѓутоа од Сабајле едно попладна, 2 кафиња ми се таман. Каде го пиеш првото утринско кафе? Дома или тука со животните? Тука во зоолошка првото кафе со колегите, второто со животните. Најчесто е така. Добро, а знаат ли пријателите, твоите пријатели да дојдат и да ти кажат ти најде да пиеме кафе, ама да пиеме во зоолошка, да не одиме во некоја кафе или тука да сакаат да се дружите? Секако знаат да ми кажат, меѓутоа често нели имам тука работни обврски, на работа сум и знаат дека не може во работно време да го правам тоа често, значи само за време на пауза. Инаку нормално, и кога не сум на работа, тие денови доаѓам тука во зоолошка со моите пријатели. Ти сега скоро имаш објавена една фотографија на која што мислам дека беше кенгурот дека те бацува, па не секој може да го доживее тоа во животот. Љубомора за такви ситуации? Се зафркаваат нормално, нели као блази сите демек со животни да се по цел ден. Искрено е убаво да се работи со животни, но пак ќе кажам, никогаш стресот преовладува, така да не треба да љубоморат воопшто. Напротив, ова е малку стресна работа. Колку долго сте дел од зоолошката градина Скопје? Во зоолошката градина сум 27 години. Тоа е долг период. Да, доста долг период. Со морските лавови работам од 2015 со самото нивно пристигнување. Дали на почетокот кога почнавте нели да ги обучувате, ви беше тешко да се снајдете во самата ситуација? Имавте некое претходно искуство или тоа ви беа први морски лавови? Значи пред да бидат донесени морските лавови, јас и колешката Маја Вечиновска бевме на седнодневна обука во Загреб. Во Загреб ги научивме сите правила и начини за работа, од хранење до дресури, до каква вода треба да се користи, какви базенчиња мали, колку треба да биде соленоста, каква риба да се користи во летен период, кои делови треба да бидат покриени со тента за да имаат сенка. Кажете ми, освен за морските лавови, дали се грижите и за други животни во зоолошката или тие се исклучиво ваши? Освен морските лавови, се грижиме за пингвините, фламингата, имаме еден леопард, индиски бакаки, мармазети, тоа се едни од најмалите мајмуни во свет, игуана. Чуваме меркати повремено, ако има потреба, покриваме на други места. Кои се најтешки за работа со нив? Тешко нема, само треба љубов, желба и труд, се постига. Самиот тренинг на морските лавови, дали е врзан со нешто конкретно, со точно време? Вие сега рековте дека точно во 2 сат почнувате да ги храните. Вака, морските лавови се доста интелигентни и паметни животни. Толку се прецизни што го знаат терминот на хранење.
Некојаш сум правил, така да кажам, опит. Во 14 часот ќе застанам на подалечно место за да не може да ме видат. Тие точно у 2 часа знаат дека треба некој да ги нахрани. И да не заборавам да прашам, како е да се работи со Тина? Одлично. Тина е прекрасна личност и би посакувал секоја зоолошка да има таква личност. Ви благодарам уште еднаш. Зоолошката градина па се случуваат и некои непријатни ситуации. Вие имавте скоро ситуација кога девојка проба да влезе во живеалиштето кај мечките, кога се сликаше и некако и по социјалните мрежи се покрена тоа, па после пишува и медиумите. Колку често ви се случуваат такви работи? Па не се случуваат често, но со појавата на TikTok и нели популарноста кај младите на оваа социјална мрежа, стварно имаме повеќе такви видеа кои што ги гледаме на TikTok. Тоа беше еден од случаевите со девојката. Што друго се случило? Извини што те прекинав. Имаше уште неколку такви видеа на TikTok каде што пробуваат да влезат преку ограда во други живеалишта. Меѓутоа за тие ситуации имаме нели решение, се пријавуваат во полиција и понатаму се превземаат нели за нарушување јавен ред и мир. Се случило некогаш некој да влезе во живеалиште кај животните и покрај тоа што нели пробувате да ги тргнете на страна и да се повреди? Секако зоолошка на 13 хектари. Ние сме овде околу 50 вработени, секогаш на терен и на штрек, што би се рекло. Меѓутоа доволно е на секунда, само бидејќи огромен простор, доволно е на секунда фали кога има нели над 10.000 посетители, некој да посака да влезе во живеалиште, но секогаш веднаш реагираме. Кој прави поголем проблем? Родителите или децата? Па секако дека родителите, децата многу учат и впиваат овде се што им кажуваме, читаат на секоја табла што пишува, но ете, можеби родителите сакајќи да го направат миракот на детето за нешто, тука грешат. Добро, колку животни има во зоолошката градина? Па околу 400. И дали на сите тие животни ги знаеш имињата? Па немаат сите имиња, меѓутоа поголемиот број ги крстуваме тука ние вработените во зоолошка, некои стигаат па со имиња од други зоолошки во странство, а некои па дури се одзиваат на своето име, некои не разбираат нормално. Беше многу интересно кога дојде првите пингвини тука во Скопје и вие решивте да ги крстите по лековите од Мадагаскар. Тоа беше на барање на посетителите. 3 од пингвините се викаат нели по филмот Пингвините од Мадагаскар. Да, Скипи Прајват и Ковалски. Меѓутоа овде зоонегувателите кои што се грижат за пингвините се ги крстија со нивни имиња, значи си имаат македонски имиња сега. Да, така си ги разпознаваат и навистина се грижат прекрасно за нив. Си влегла некогаш внатре во живеалиштето на пингвините или не? Па знам за морските лavoви, ми кажете дека ти е страв. Па не ми е страф од морските лавови, страф ми од скалата по која што треба да се симнам. Инаку сум била и доле кај морските лавови, но кај пингвините нормално секој би сакал да се избања во ваков убав базен со ваква туркизна боја, но сепак тоа е нивна територија каде што не би влегувале. Следна дестинација кажа дека не се жирафите, така? Да, ќе одиме кај жирафите. Да. Ајде. Ова му како ужинка на Каспер. Он си јаде пелетирана храна. Знаеш што сака највише? Што? Праси кромит. На толку праси кромит никогаш не му мириса дивот, напротив мириса на ментол. Дали ова е едно од омилените места каде што децата најмногу сакаат да поминуваат време во зоолошката градина? Не знам за децата, ама мене ми е дефинитивно омилено место. Да, јас многу пати ти имам кажано, Тина, јас доаѓам во зоолошка, ќе ме носиш ли да ги видам жирафите? Да, најчесто сум овде доаѓам да ги гледам, барем ако не влезам тука во живеалиштето од страна, некако сум многу приврзана со Каспер. Во моментов инаку градиме и платформа за хранење на жирафите, каде што ќе може нели баш на голема висина да се качат посетителите и да ги нахранат, тоа ќе биде специјално за нив и нели безбедно пред се и ќе се дава храна која што тие конзумираат. Имавте ви непријатна ситуација кога угина една од жирафите. Како другите две жирафи го поднесоа тоа? Дали се чувствуваше некаква вознамиреност кај нив? Па, искрено да, Каспер беше неколку месеци веќе само ѕиркаше од вратата и го бараше тобого. Многу се вознемиривме сите, бидејќи ни нас не погоди многу овде сите вработени, кога некоја животно ќе почине, стварно сме сите потресени како за човек, бидејќи секојдневно ги гледаме, секојдневно го праќаме денот со нив и ни се како фамилија. Сега каде одиме следно? Одиме кај лемурите да ги посетиме. Ајде. Чао, Каспер.
кажа дека треба да им донесеме храна и дека ќе ни дојдат лемурите тука да се дружат малку со нас. Да, само морам многу внимателно со нив, бидејќи нели секој сака да проба, ето дај му на тоа. Нешто не им се свиѓа круша, па сега ручек време помина. Тебе ти се претпоставам едни од омилените животни заради тоа што ти имаш и тетоважа од лемур на раката. Зошто избра лемур да? Па тука ми има касното лемурче и тукму на тоа место си го истетовирав лемурот, бидејќи стварно ми се едни од најомилените животни, плюс кај нив владее матриархат, жената е главна, можеби затоа толку многу ги сакам. Да. Премногу се, не знам, мили, премногу се интересни, еден од најзагрозените видови на светот. Дојде едно се бара да се нешто. запознаеме. Повели. Немојте да се плашите. Добра, од каде се донесени? Колку лемури имате? Па тие живеат во групи од 20 до 30 лемури. Интересно е што во Скопје често пати се раѓаат бебиња, а тоа не е баш вообичаено и типично за останатите зоолошки. Дури во Москва се сеќавам, гледав на сите вести, имаше колку им се роди лемурче лани или преклани и тоа беше како најголема сензација. Атракција во А овде моментот. ние секоја пролет имаме принова кај лемурите, што значи дека им одговара климата, им одговара како се чувани овдека и баш не радуваат бебињата кај лемурите. Ете си грабна. Готово, си најдов пријателче конечно. Овие лемури се доста познати, значи не само по тоа што живеат овде, туку и по тоа што се често прогнозери на спортски надпревари, на Евровизија. Да, баш прогнозира и кога играше Македонија на некои надпревари, прогнозира и за Вардар, прогнозира и за светско првенство. Дали мислиш дека сега веќе прогнозира дали Андреј ќе влезе во финал или кој ќе секако победи на Евровизија? ќе направиме и тоа, секако. Мора, традиционално. Не, изгледа му се допаѓаат твоите панталони. Можете да ги видите како седат. Да, многу интересно се седнате. Да, значи оваа поза баш сега не е направена таа типична поза, меѓутоа они се основоположници на медитацијата. Значи таа поза гледање кон сонцето со рацете вака, тоа е од лемурите, бидејќи најмногу уживаат да се сончаат од сабајле на сонце. Да, дури во Лондон има и хотел каде што има понуда медитација со лемури. Со лемури? Да. Јас сакам да те прашам уште дека се шетавме низ зоолошката градина, ти имаш многу интересно хоби или втора професија пуштање музика. Луѓето не знаат, мислам дека многумина не знаат дека си диџеј, ама дека една од твоите поголеми страсти е Евровизија и евровизиската музика. Да. Сега имаше, минатата сабота имаше правевте евровизиска журка, тоа е нешто што се случува секоја година. Како поминавте? Супер, тогаш на таа журка присуствуваа сите фанови кои што се на овој голем европски музички настан. Секоја година го правиме традиционално, ога е фан клубот македонски на Евросонг. Евровизија ни е на сите нас пасија, тие што сме во тој клуб и мислам дека нема никој што знае повеќе за Евровизија од нас тука. Не знам, тоа ми е едноставно како некоја релаксација, тој период од јануари до мај секогаш го посветувам на Евровизија. Да, иако кај нас секогаш има нели коментари Евровизија, кој гледа тоа, ваква е таква. Сите гледаат, на крај сите гледаат, само што ние гледаме од претходно ги знаеме сите песни уште пред изборот, а нели другите ги гледаат вечерта. Еднаш бев и дел од жири комисијата, да. Која и ти година? беше, мислам дека бев, да, јас бев 2019, баш кога беше Тамара и тоаш беше онака најголема гордост да се биде дел од жирито, баш ми се погоди нели таа да, сите радост што очекувавме нели дека Тамара можеби ќе победи. Мислам дека срце ќе ме стрефеше вечерта кога почна да додат 12-ките од жирито и многу ми е жал што ете Белорусија погрешно ги кажа гласовите во текот на вечерта, па на крај на табелата завршивме втори, а не први. Да, па после за да се можеме исправија тие гласови. Да почувствувам уште малку таа радост повеќе. Кој ти е фаворит оваа година? Пошто сама кажа дека ги имаш преслушано сите песни, претпоставувам дека сите веќе легната. За прв пат имам повеќе фаворити, обично нели една песна до две максимално ни се на сите омилени. Годинава некако повеќе песни ми се допаѓаат.
на Шведска, на Холандија, на Грција, на Велика Британија. Знаеш дека ме изненади со изборов на песни што се напаѓа. Да, и нормално Србија констракта да не ја заборавиме како нешто најуникатно годинава на изборов. Сите ќе навиваме покрај Македонија, ќе навиваме за неја, за исто така и Црна Гора. Ќе си навиваме за Црна Гора бидејќи владана е македонка, пола македонка. При тој Дарко Димитров е еден од аранжерите. Да, и Дарко Димитров е еден од аранжерите. Така да ќе има годинава за кога да навиваме. Не е само Македонија, така да ги поддржуваме нашите соседи. За што мислиш за песната на Андреа? Песната е радиска песна, нешто што би го слушала постојано нели во кола додека возам. Меѓутоа, дали евровизиска песна? Не е типична евровизиска песна, тоа го разговаравме и со Андреа и со Маса, дека е нели баш она радиски хити, дека доколку би ја пеела Адел или некој друг светски познат изведувач, дека би била нели планетарен хит, но на Евровизија некако стално сме подценети и се надевам годинава дека ќе направиме поголем успех. За мене успех ќе биде Андреа да влезе во финале и затоа најмногу ќе се радувам. Вие некако после Евровизија виднаш ја ангажиравте Андреа преку Зоолошката градина. Не само Андреа Илио. Куќето. Да, нејзиното куќе, ние го снимавме во првата емисија на знам. Без маска, беше гостин Лео. Некако ги вклучивте веднаш во кампања за здомување. Таа беше кампања за ненапуштање на домашни миленици, која се уште трае. Нашите миленици се наше семејство, не ги напуштајте. Баш ни драго што беше дел од кампањата. Во кампањата ќе бидат вклучени и други познати личности и ќе трае некаде до крајот на мај. Лајка навистина веќе се трудат максимално да ги вдомат сите куќиња, но секојдневно има напуштање на улица и тоа е проблем, затоа апелираме и вака јавно да не ги напуштаат милениците, бидејќи тие се дел од нашето семејство. Дали си член на некое здружение за заштита на животните или си активисти во сите здруженија помагаш? Активист сум и со сите здруженија контактирам, најчесто тие мене ми помагаат, нејасно нив, бидејќи нели тие се оние кои што имаат контакти со странство и за вдомување во Англија, во Германија. Така да те се ни срдски од луѓе, мои херои кои што ги сакам најмногу на цел свет и дај Боже да има повеќе како нив. Еве некако ние муабетот пак од диџејството од Евровизија го вративме на животните, ти рече ќе да носиш да ги видиме бездомните животни пред твојата зграда. Па може ли да отидеме? Ајде, може. Ти си познат активист за заштита на животните и не е тајно дека чуваш бездомни животни кај тебе пред зграда, не донесе тука за да видиме да ги нахраниме ствари денес. Конкретно не го чувам само јас Џамбо. Џамбо е тука постаржител од мене. Јас го познавам 5 години, а за него се грижат овде буквално сите соседи и се радувам што живеам во такво мало каде што навистина се грижат за бездомните животни. Овде имаме и мачиња позади зграда кои ги чуваат, а има уште една другарка на Џамбо која во моментов не е овдека. Дали имаш соседи кои што не сакаат животни, кои што имаат проблем со тоа што ги храните животните пред зграда? Воопшто не, овдека навистина е многу се радувам што е многу мирно и што сите соседи се љубители на животни. Буквално во мојата зграда, ако има да речеме 40 станови, во 35 има миленик кои што чуваат. И затоа и тука се радувам што се пресели, бидејќи во моето старо мало каде што живеев Жданец, навистина имавме секојдневни проблеми со буквално со монструозни работи, како труење и убивање на миленици и тоа беше Да, ти често преку социјалните мрежи знаеш да кажеш дека нешто се случило или да предупредиш ако има отров фрлено некаде да знаат луѓето да не ги изнесуваат милениците. Да, ова е нашата соседка која Џамбо најмногу ја обожава од сите. Ама ние нема другата другарка ја бараме. Да. Избегала некаде во меѓувреме, ќе ни избеги од не сака да го. Ето го. Не, си оди кај неговата љубов. Имаше напишано скоро преку социјалните мрежи дека си се нашла во некоја фаза на депресија. Колку работата со животните всушност ти помогна да го надминеш тој стрес? Па мислам дека баш некако напротив, работа со животни што се предизвикува повеќе стрес бидејќи цело време ги мислиш. Мислам дека сите мои колеги, вклучувајќи ми мене, сме 24 часа на штрек, што прават животните, како се. Постојано нели се пишуваме како е некој животно во зоолошка, не да Боже некогаш кога некој е болно да речеме, па го мислиме, па дали примила терапија, па дали се оправа. И не само тоа, него и посетителите нели често пати знаат да бидат груби према животните. И јас чувам еден волк со мојот колега
Тој волк беше оставен од мало бебе во зоолошка, за жал веќе беше импринтана со луѓе и од тогаш ќе чуваме како куќа. Сега сме во потрага да ја најдеме дом во резерват и се надевам дека ќе биде успешно, бидејќи пишав на сите можни резервати што се низ Европа и чекам позитивен одговор. Да, ти имаш и успешна приказна со мечето од Штипската зоолошка која што го однесовте во резерватот на Брижит Бардо, ако се сеќавам. Да, во Белица мечето Теди отиде таму после долга голгота овде која што имав и со институции, со луѓе кои што не сакаа да замине. Сега имаме уште една убава вест, двете мечки од Скопската зоолошка ќе одат во резерват во Швајцарија, за да може да се прошири живеалиштето на другите две мечки и да направиме едно убаво живеалиште, бидејќи нели тоа е едно од најстарите живеалишта во Скопје Зу. Кажи ми, ти чуваш мачка дома? Памукче постојано не, објавуваш слики со неа. Згрижено маче или некој ти го подари? Памукче ја најдов баш кај еден од тие луѓе кои што зборам дека беа опасни во моето старо мало, опасни по животните. Ја најдов на дрво, качена ноќно време, плачеше, беше многу малечко. Не знам, ја симнав од дрвото, мислам дека и паднав еднаш, убаво се искрашив. Значи имаш често такви ситуации? Да, често. Убаво се испружив, но на крај беше со среќен крај го земав мачето. Тина, јас ти благодарам многу за овој прекрасен ден. Ние си поминавме преубаво во зоолошката градина, еве и тука со сите овие разговори и чекаме во некоја наредна прилика да не викнеш пак заради тоа што ова се доживува ретко. Секако ќе се видиме повторно.